12 години успешна бизнис приказна, еколошки модел за собирање и рециклирање на отпадните масла од растително потекло. И во година на пандемија, Sunnylands остануваат фокусирани на чистата животна средина. Градот Скопје лидер во собирање на отпадно масло. Отпадот се транспортира во наши специјални возила, потоа влегува во секторот за управување со отпад. Тука имаме целосно разработен систем, значи првично на загревање. Отпадот мора да се загрее на одредени температури измеѓу 40 и 50 степени. Од кога ќе се загрее, влегува во систем за филтрација, се филтрирани специјални пумпи и филтри, и потоа оди на додатно таложење во големи иноксни цистерни, каде што се вади додатен талог за да се прочисти маслото, и потоа на крајот повторно се загрева и преку специјална транспортна цистерна, значи се извезува надвор државата до производители, до овластени производители на биодизел. Значи тоа е кругот на циркулација на отпадот низ нашиот систем. Имам напоменато и во претходни наврати дека сме сертифицирани и од системот за биомаса и биогорива на ниво на Европска унија. Секоја година доаѓаат да го ревидираат нашиот систем, да видат како работиме и административно и оперативно, секако за да се осигураат и на ниво на Европа суровините, отпадните суровини кои циркулираат да бидат према нивните стандарди. Преку проектот имаме собрано над 15.600 кг или над 15 тони од домакинствата и рециклира и донира овозможи донации од 1700 литри на сончогледово масло кон бездомни и социјално загрозени семејства, што е исто така добар показател дека системот покрај еколошкиот обезбедува на еден начин и допринос за социјалните аспекти на тие луѓе кои што им е најпотребно секако храната, односно маслото како основна храна. Тоа е, значи, оваа година, како што кажав, ќе имаме зголемување, очекувам да биде негде 50% од минатата, додека вкупно нашиот систем, исто така оваа година ќе постигне добар резултат, односно досега имаме собрано приближно 5400 тони од кога е почната оваа дејност. Со текот на времето, како што акумулиравме знаење за овој систем и експертиза и нормално реинвестиравме во самиот бизнис модел во нова технологија, веќе се шириме и регионално, каде што имаме партнерска фирма и на Косово, и тие се веќе исто така на еден начин лидери на тој пазар и со наша помош, со наше знаење и технологија воспоставуваат и таму соодветен систем за собирање и рециклирање на отпадно масло. Најчесто луѓето не прашуваат, некои од собирачите, дали може да ставаат и животинска маст во кантичката. Ние не сме лиценцирани за тоа е посебна категорија на отпад. Инаку, чисто за гледачите, и од неа може да се прави биодизел и ја користат фабриките во западните земји, меѓутоа ние не сме лиценцирани за да собираме маст од животинско потекло, како свинска или кравја маст. И доколку се многу мали количини, за да не им направиме проблем, им потврдуваме дека можеби само тој пат, можеби ако имаат мала количина, да истурат во кантичката, а потоа ние се осигуруваме тоа да биде изфилтрирано и истретирано како што треба. Која возрастна група на граѓани најчесто собира? Дали тоа се можеби пензионерите, затоа што тие се почесто дома и често знаат да готват? Од повозрастните граѓани секако има доста во системот и многу од нив и редовно се собираат и се јавуваат. И мислам дека од кога ќе се креира една навика, дека на луѓето стварно им е полесно, бидејќи маслото и представува еден вид на проблем, доколку го истураме каде што миеме во кујната, значи може да го запуши веднаш одводот на чешмата и навистина е проблем потоа да се отпушува тоа и не функционира и така натаму. Имаме фидбеки од младите, кои што и они, например, и преку невладини организации и други иницијативи кои што ги имаат креирано помладите, не имаат исконтактирано, имаат организирано и они некој вид на собирање. Така да овој систем треба да го има за цел да го привлече секој оној кој што сака да биде еколошки посвесен, да дознае како функционира и доколку го создава овој отпад секако да му овозможиме да го прави тоа како што треба. Еколошката свест е на високо ниво. Во наредниот период, реализација на проектите за соларна централа и систем за отпадни води. Во моментов реализираме проект за соларна централа, значи за поставување на соларна централа на нашиот кров, на кровот од нашите објекти.
И тоа е уште една инвестиција која што е компатибилна со нашиот бизнис модел во зелена енергија, значи во некоја иднина на енергетска независност на нашата компанија. Така да сега сме во средина на тој проект и се надеваме дека за 2 месеци ќе можеме да ја пуштиме таа соларна централа и да имаме уште еден изработен проект каде што нашата компанија на еден начин го намалува својот еколошки отпечаток и придонесува до поздрава и почиста животна средина. Воведуваме еден систем за целосно санирање, односно неутрализирање на отпадните води, иако ние сме на еден начин мал генератор на тие отпадни води, не сме огромна фабрика, сепак имаме некои количини и затоа сега го обновуваме нашата инфраструктура и гледаме да воспоставиме еден систем каде што тие ќе се третираат и потоа ќе дојдат до еден степен каде што се целосно безопасни и не се воопшто штетни за природата. Собирајте и рециклирајте отпадно масло за јарење. Бидејќи на овој начин може да ја заштитиме средината во која живееме. Бидете одговорни.